Од сега жителите на Злетово не мора да патуваат за да го посетуваат Центарот за вработување во Пробиштип. Денес во Злетово Агенцијата за вработување отвори дисперзирана канцеларија, се со цел граѓаните да ги исполнуваат обврските и се информираат што нуди агенцијата. Значи, оваа канцеларија не е само канцеларија за пријавување, туку буквално сите услуги што ги нудиме во Центарот за вработување ќе ги има и оваа канцеларија, бидејќи нашите вработени се посебно обучени за секоја од дејности што ги работиме. Од делот на редовно пријавување, од делот на индивидуален план за вработување, сега најново ќе биде и професионална ориентација, значи тестирањето за личните квалитети на секој човек, со тоа што ќе се упатат на соодветни обуки или односно на соодветно вработување, каде што тие ќе бидат задоволни и стеќи нормално успешни во тоа што ќе го работат. И на крајот нормално активните мерки и програми кои што ги нудиме како Агенција за вработување и нормално аплицирањето на слободни работни места и огласи кои се објавени. Во подрачната канцеларија ќе бидат опфатени 1000 до 1500 луѓе. Со отворањето на подрачната канцеларија ќе се надмине проблем со кој се соочуваат голем број на граѓани, а исто така и локалната самоуправа, вели градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски. Односно, нашите граѓани се соочуваат, а тоа е бројот на невработени лица во нашата општина. Еве, Злетово е канцеларија која што е влезена помеѓу првите 20 на канцеларии кои што се отвараат во Република Македонија. Сигурен сум дека бенефит од оваа канцеларија ќе имаат голем број на наши сограѓани. Јас сум 32 години, не сум вработена. Бев вработена во конфекцијата надолу Текс, ама сега пошто е затворена и не сум била на друго место. И сега, за сега, подобро е овде во Злетово отколку да се во Пробиштип. Да се патува, да. И ми беше една обврска, само некој имаше само лично да идам за потписот во Пробиштип. Ово е многу убаво тука за Злетово. Луѓето нема да се малтретираат. Добро, ова што се отвара, мислам, за картоните да ги заверуваме, да. Скратува се да не платиме такси. Агенцијата за вработување во последните 3 години има отворено 23 канцеларии, а во наредните 3 дена агенцијата ќе отвори уште 3 вакви канцеларии, односно заедно со центрите за вработување вкупно ќе има 60 канцеларии во државата.